Дали чајот, кашкавалот, мастиките се луксус или нездрави производи? Економскиот ресор во владата на чело со премиерот стои на ставот дека поскапените производи се нездрави за исхрана или луксузни и не отстапува од поскапото ДДВ. Тврдат дека креирале мерки кои давале резултати и дури имало и поевтинувања во маркетите. За премиерот Ковачевски, поскапувањето на сладоледот, чипсот, лутеницата е фер листа и добро решение, а Македонија пак имала најниска стапка на ДДВ во регионот. Ние имаме и дополнителна листа на производи кои се на повластена стапка од 10%. Листата на производите кои што се сметаат за луксузни и листа на производи кои се сметаат за неосновни во најголемиот дел од домаќинствата, дел од нив и не толку здрави за населението, како што се работи за чипсот или за некои такви производи за кои што секој лекар ќе ви каже дека не се добри да бидат дел од секојдневната исхрана, исто така се наоѓаат на повластена стапка од 10%. Даночната реформа е класичен нарач за граѓаните и стопанството, реагираат од опозицијата. Оттаму предупредуваат дека парите од ДДВ-то владата ќе ги троши на своите фирми. Од ВМРО ДПМН бараат да биде листата ревидирана. Ова ли се тие луксузни производи? Премиерот ги навредува граѓаните велејќи им дека шират паника, наместо да се радуваат што данокот бил повластени 10%, а не 18%. Каква навреда за интелигенцијата на народот? Не постои друга држава во Европа, а веројатно и во светот, што во време на ваква инфлација се одлучува дополнително да ги покачи цените на прехранбените производи со цел да прибере повеќе данок. За кои производи и дали ќе се побара намалување на стапката на ДДВ на утрешната владина седница, конкретна информација нема. Бектеши не ја видел луксузната листа бидејќи бил на службен пат. Намалување на ДДВ ќе побара само ако на таа листа се нашле основни производи. Тие што користат ознака гарантирана цена, ни еден од тие производи нема да биде со ДДВ повеќе од 5%, затоа мора да го ја известам јавноста и да ја гарантирам дека во случај ако тие производи од таа листа има некои технички грешки направени од страна на вработените на Министерството за финансии, тоа ќе биде ревидирано. Даночната реформа власта ја протурка во собрание покрај негодувањето на бизнис заедницата и граѓаните. Обедувањата беа дека ќе поскапат производи кои не се користат во секојдневна употреба како перки од ајколи или кавијар, но добивме 250 категории на производи со ознака луксузна цена, а гарантирана пак само 25.